Министерството за животна средина денеска во Свети Николе ја презентира студијата за оценка на влијанието врз животната средина на системот за управување со отпад, кој ќе обслужува два региона. Источниот и североисточниот, за кои централната фабрика за преработка ќе биде изградена во Свети Николе. Според студијата, предложениот систем ќе обслужува население од околу 370.000 луѓе, со генерирано количество отпад од 112.094 тони годишно. Системот ќе се состои од 6 локални постројки за управување со отпад во Берово, Македонска Каменица, Виница, Штип, Ранковци и Куманово. Стои во студијата. Источниот регион вклучува 11 општини и опфаќа површина од 3537 квадратни километри. Североисточниот регион вклучува 6 општини и со површина од 6359 квадратни километри, односно двата региона опфаќаат околу 25% од територијата на државата. Во студијата детално се опишени процесите за селекција и преработка на отпадот, како и мерките што ќе се превземаат за заштита на околината при различни сценарија. Во овие локални станици ќе има и собирни места за мешан и посебен отпад од граѓаните, како градежен отпад и шут, капаст отпад, односно душици, мебел, теписи и слично, метални предмети, односно старо железо, радиатори, комунален опасен отпад, односно бои, лекови, средства за чистење и така натаму. Од Министерството за животна средина веќе најавија дека до крајот на годината очекуваат да распишат повеќе јавни набавки за изградба на регионалниот систем за управување со отпадот.